Teleworking. 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 Чуму вечерва го отвара порно видеоклипот. Внимавајте, родители. Внимавајте, деца. Внимавајте во вашите SMS пораки да не е вклучен овој шокантен филм, изведен натурално, директно во центарот на Скопје. Веројатно знаете, или може би сте прочитале, или може би сите затаивме, како е возможно во ова време на транзиција, на бруталноста и на, може би, декаденцијата, да бидеме во центарот, иако сме може би на периферијата од Европа, понешто во Европа се почесто се случува. Педофилија, детска порнографија која е на работ на веројатно најпрофитабилната дејност, една од најпрофитабилните криминални дејности. Се разбира, уште еднаш повторувам, мои вечерашни гости се директорот на Раде Јовчевски Корчагин, гимназијата Драган Арсовски, потоа Мири Бошковска психијатар и Драган Змијанац, прва детска амбасада од мојата десна страна, од мојата лева, Елизабета Шелева, университетски професор, филолошки факултет, потоа Сашко Србаков, ОНЕТ, комуникација инженер и директорот на Јосип Броз Тито Снежана Мироновска. Директорите ги прашувам. Знаете вие за овој клип? Како не? Да, не само што, барем ја за мене, значи. Лично го имаме видено клипот и откако го видовме клипот, веднаш свикавме родителски одбор, разговаравме за сето тоа. Кога го видовте и кога реагиравте? Па тоа беше именно 10 дена, меѓутоа сепак е потребно време за да се види сето тоа, бидејќи многу е тешко да се преснем и слаба беше резолуцијата. Ќе објасни господинот подобро. Меѓутоа, кој ви кажа дека постои тој видеоклип? Па од учениците се слуша. Значи, ние комуницираме со учениците, веќе не постои на класична бариера, као што беше порано професор-ученик, ние си комуницираме со нив. Така што после тоа свикавме и наставнички совет, каде што, мислам, формиравме комисија, која што требаше да го разгледа клипот. Тоа и го направивме. Значи, клипот целосно е разгледан, не е само тој клип, што се овие два сеа снимки, вкупно се 8. Сите тие се разгледани и ликовите се извадени од клипот, така што можам со сигурност да тврдам дека тоа не се наши ученици, меѓутоа понатаму МВР нека си продолжи. Сега, јас не ве прашувам за да ја симнете одговорности како директор на Јосип Броз Тито. Како вие, дали сте вие родител? Да. Како вие тоа го доживеавте? Како педагог, како човек кој комуницира на некој европски начин со учениците, го доживеавте тоа шокантно сознание дека во дворот може да се изведе орален секс. И тоа да биде групно пред учениците снимено и да биде потоа дистрибуирано. Може би најлошо од сето тоа што има публика на тој клип и тоа е навистина страшно и шокантно, ние затоа и превзедовме мерки, така што не е проблемот дали е кај нас, не дека ние тргнавме одговорноста, сепак е образовно-воспитна установа, мислам не е добро тоа што се случува. Меѓутоа целта ни беше првична да видиме дали е тоа кај нас, за да ги повикаме родителите, да разговараме со нив и понатаму да го предадеме случајот на органите кои што се задолжени за тоа. Дали одржавте некаков педагошки час? Родителите со учениците, класни часови, како вообичаено ние тоа го велиме? Јас лично ги повикав уште првиот пат кога го видов клипот претседателите на класовите, поединечно, значи прва, втора, трета и четврта, и им кажавме, мислам едноставно разговаравме со нив, јас и педагогот, да видиме што е тоа што се случува. Некои од нив знаеа за клипот, некои од нив не знаеа. И понатаму се превзедоа тие акции што ги превзедовме, меѓутоа ние не чекаме да се случи ова за да разговараме со учениците за некои такви појави. Арсовски, директор на Раде Јовчевски Корчагин, морам да кажам помалку, може би од позиција на старост или на искуство. Во моје време, обично ние се надпреварувавме во спорт, па во биологија, па во собирање пеперутки, па во уредување на училишните дворови. Дали оваа транзицијска декаденција ги промени тие ракурси? Инаку на Запад училишниот дух и надпревар и натаму постои. Што е тоа што учениците не ги мотивира веќе во училиштето да се занимаваат веќе со, да речем условно, наместо образование блуд? Па, убаво го кажавте, транзиција, ја плаќаме цената на транзицијата, дефинитивно. Затоа што
се она што се случува во текот на оваа транзиција, што јас сметам апсолутно дека таа веќе е завршена, туку проблемот е сега кај нас, сме ги примели оние лоши страни што ги носи самата транзиција. Точно е тоа дека училиштата настојуваат да дојдат во ситуација да сите овие негативни појави што се јавуваат кај учениците ги усмери во позитивен правец, односно со надпревари, со разни други работи, но не можеме сами сето тоа да го изведеме без подршка од родителите, без подршка од одредените институции. Добро, вие имате, мислам, и некоја асоциација на директори или на наставници. Ова дебатиравте од аспект на едукација, на воспитен Ние процес? утре имаме еден состанок во училиштето Лазар Танев, каде што сите директори од средните училишта ќе бидат, и претпоставам дека една од темите ќе биде токму оваа. Дали ми се случило педагошкиот завод, например, просветителната инспекција, Да, како просветната викате? инспекција. Просветната инспекција да се вклучи во процесот, да направи увид, да реагира. Доколку има одредена пријава, да, но самоволно до сега не се случило. До сега не дошла просветна инспекција кај нас да реагира за одредена појава што се јавува, например, кај учениците, само иницијативно. Доколку има одредена појава која е по пат на пријава, да, доаѓа. Добро, Искра, меѓу тебе се средношколци, Унија на средношколци. Така е, како што реков на почетокот, значи Унијата на средношколци се околу мене. Минатава недела, значи, се одржаа неколку дебати, веќе директорите споменаа, значи, дека се собрале, навидом разговарале околу овој проблем. На ваквите средби не биле присутни средношколците, значи не се одзвале, не сакале да дојдат. До мене е председателката на Унијата на средношколци, Ивана Нумовска, како се? Супер, вие како сте? Ето, добри. Се собравме, значи, околу, да продискутираме вечер околу овој проблем. Зошто ве немаш, Иван? Па не ми рекла дека не немаше, со оглед на тоа дека 8 февруари 2007 година, значи четвртак, ден пред средбата на Собраниската комисија за образование, наука и спорт, одржавме средба за актуелните теми во образованието, меѓу кои значително место зазема и местото за овие девијантни појави во средните училишта, на која што средба присуствува представници сите средни училишта во Република Македонија и председателот на Сдруженијето на директори и ученички доме во Република Македонија, како и директорот на средното училиште Орца Никола. Во однос на нашето неприсуство, би рекла, на одредени средби кои што се случувале. Значи, единствениот проблем е дека поканата се уште не стасала до нас, дека секогаш сме ние расположени, сметаме дека сме... Ајде да го напуштиме тој официјален јазик. Има впечаток дека младите имаат побрз мисловен аспект. Сакам да прашам директно. Едно време дури се вклучувавте со многу сериозни политички теми која беше образовниот процес предмет на обштествена реакција. Кај сте за овој случај да реагирате? Дури нема никакво официјално соопштение. Нигде ве нема. Па ве велам реагиравме, ние пративме соопштенија официјални, исто така дадовме изјави за печатени медиуми кои што до ден денес не се објавени. Дайте му го микрофонот на момчето до вас. Дали вие го видовте видеоклипот? Да, само еден. Кога? Па би рекол пред 2 недели може. И како реагиравте? Како и сите средношколци се собравте во група и Па да, така го видовме една клипот, групна сеанса меѓутоа, на изгледување. Поголем дел од нас беа згрозени од клипот. Дали знаете кои се? Не, Сигурни сте? 100%. Со оглед на тоа дека сте често во комуникација дневна на кафичи, но и тоа е тема топ. Баш до сега не сте разбрале кои се и што се? Не сме разбрали. Добро. Професор Шелева, психијатар Бошковска, на што се должи ова? Што е овој шокантен израз на сексуално гладиаторство во училиштата? Па јас би рекла дека е тоа, колку и да изгледа екстремен, само еден логичен след на настаните, што подолго време сме ги игнорирале системски во целина. Само беше прашање на денот, дали и кога ќе се појави нешто вакво. При што јас би го напуштила речникот или процесот што би можел да се нарече лов на вештерки, попрво би одела во причините, во мотивите, во структурите кои довеле до вакво нешто.
А тие структури може релативно лесно да се детектираат, да се набројат. Една од нив е секако претворањето на целото наше општество и на медиумскиот простор во еден спектакл. Јакне една особина кај сите нас, за жал некритички, се развива воајеризам. Еден општ воајеризам. Со тоа почнува, со тоа завршува нашето секојдневие и во домовите, и на телевизија, и во секојдневниот живот, при што доаѓа до едно, ми се чини, страотно поместување на границите приватно и јавно. Значи, просто интимата е нешто што се поместува и што го губи своето право на неприкосновеност. Тоа е една работа. Друга работа, мислам дека ова што пред малку се кажа околу транзицијата и не е единствената причина. Самиот процес на капитализмот, кој што се сведува на профит, на бројка, на надпревар во потрошувачка и конзумација, исто така доведува до тоа телото на човекот, па и неговата сексуалност, иако една од најблагородните енергии во човекот, да биде третирана како стока. Со моите студенти сме работеле неколку истражувања до сега, да речеме, за билбордите кои ги имаме во нашиот град. Некои од нив се и спроти зградата на Филолошкиот факултет и на универзитетот, пред судска палата и така натаму. Значи, билборди кои се на чекор од истиот овој принцип на претворање на телото во стока за потрошувачка. Би рекла, значи, дека тоа заедно со една многу загрижувачка појава, тоа е едно општо социјално лицемерие, да не зборуваме за најважните теми кои се битни за секое битие човечко, а особено за една млада популација. Меѓу тие теми се како се станува збори за сексуалноста. Значи, ја прогласуваме за табу од една страна, ништо во школскиот процес не им соопштуваме на тие млади луѓе како потребна информација, како вистинска насока во однос на тоа. Значи, не се работи за тоа да го проколнуваме или да го користиме речникот на некоја инквизиција во однос на тоа, туку само да му дадеме место, да му дадеме контекст, да му дадеме вредностна скала на таквите појави. А од друга страна, значи, од една страна молчење на сите системски сфери, и во рамки на воспитно-образовниот процес, и во рамки на семејството, и во рамки на јавниот медиумски простор. Од друга страна, сите ние и сите тие сме избомбардирани секојдневно со она што пред малку го кажав. Значи, говорот на маркетингот, на адвертајзингот, дури и самите вести како се конципирани. Не мора секој пат да ја таргетираат сексуалноста, но таргетираат работи кои се крајно деликатни и на кои не име местото во една непреработена форма. Значи, тука јас го гледам да кажам, мотивот или зошто сето ова се случува. Доаѓа до отупување, до атрофија на нешто што би требало да представува чувство за мерка. Бошковска, како психијатар гледате на овој случај, кој јас го третирам како скандал? Дали е тоа скандал? Дали е тоа обид на младите да се разбијат табуите, да влезат во европеизацијата по некој интернет конекции, што е современ тренд, или сите заедно плаќаме данок на отсуството на комуникација во триаголникот родител, деца, образование? Па вака како психијатар кој што работи со деца и млади, секогаш кога нешто се случува, ние велиме да ги бараме корените причините зошто тоа се случува. Значи, ние имаме, сите луѓето во нас имаме два нагона. Тоа е агресивниот нагон и сексуалниот нагон. Тоа ни се вродени, биолошки дадени. И тоа се наши. И ние со нашите морални норми правиме една контрола, нели, морални норми кои што уште од раното детство се ствараат во семејството, дека тоа е нешто интимно, наше, така и ги воспитуваме децата дека тие делови се наши и мислам и во превенцијата кога се работи во училиштата, како да се заштитат децата од нели од несакани до период или од злоупотреба. Да се вратам на овој проблем. Она што е клучно сега што се наметнува вака како прашање, од каде ваква една нагонска дезинхибиција, јас би кажам, односно една сексуална дезинхибиција. И тука причините и во прилогов кој што го следев, еви со професорката, јас би се сложила, не можеме ние причините да ги бараме само во семејството, во училиштето, пошироко во општеството. Да видиме овие наши млади луѓе, овие адолесценти, кои што и самите знаеме тоа сите дека поминуваат нели и самиот адолесцентен период, дека е критичен период, дека е криза на идентитет, дека е тоа болест на младоста и така натаму и така натаму. Сега, што овие млади луѓе добиваат од општеството, односно и глобално ако земеме пошироко преку поврзувањето со компјутерите, ако сакате со медиумите, со печатените медиуми, еве вие кои гледајќи од автобус или од кола,
Погледнете само какви се часописи, што се виси на трафиките, какви се слики